И на вториот ден од најавениот тридневен штрајк, вработените во судската администрација излегоа на едночасовен протест пред Основниот суд во Кочани. На тој начин го искажуваат незадоволството откако синдикатот на УПОС и Издруженијето на судска администрација ги прогласија за неуспешни преговорите со Министерството за правда околу измените на Законот за судска служба. Представникот на Сдруженијето на вработени во судската администрација во Кочанскиот суд, Венцо Атанасов, кој поради боледување не можеше да им се придружи на своите колеги, во телефонскиот разговор рече дека тие даваат целосна поддршка за исполнување на барањата, за кои досега немало реакција од надлежните државни органи. При тоа, тој ги демантираше информациите дека имало слаб одзив на штрајкот, бидејќи над 80% од вработените се вклучиле во протестите. Инаку, судската администрација бара исплата на ветените 5% на платата за целата администрација, потоа зголемување на платите на судските службеници и враќање на работното време од 7:30 до 15 часот и 30 минути. Дополнително барање е да се повлече и проектот за државно оценување и казнување на вработените. Законот за административците е многу неповолен. Има многу работи кои треба да се исфрлат, затоа што многу неповолности има. Оценувањето е многу ригорозно. Сметам дека со право штрајкуваме. Освен едночасовниот мирен протест пред зградата на Основниот суд, вработените во судската администрација го продолжија штрајкот и на своите работни места до крајот на работното време. При тоа скоро сите судења се одлагаат, односно се работат само итните и притворските предмети. Заедно со вработените во судската администрација штрајкуваат и службениците кои се членови на синдикатот на УПОС. За впеток штрајкувачите планираат да излезат на протест пред Собранието, владата и пред Министерството за правда во Скопје.